Денес Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип е домаќин на петата меѓународна научна конференција Агронаука и пракса. Особено ни е чест и задоволство што оваа година имаме бројни учесници како од земјата, така и од странство. Затоа оваа конференција добива меѓународен карактер со тоа што имаме гости од Чешка, Хрватска, Србија, Бугарија, Албанија, Косово, Турција, кои што ќе ги презентираат своите научни истражувања. Самото советување има наслов Агронаука и пракса, што значи дека континуирано во годините наназад, па и до ден денес и се разбира и во иднина, ќе продолжиме да работиме, односно да правиме еден спој помеѓу науката и праксата. Затоа што живееме во време на предизвици, во време на климатски промени, ние сме тие генерациите кои што треба да допринесат за модерно, одржливо земјоделско производство. Оваа конференција со меѓународен карактер уште еднаш потврдува и докажува дека сите оние проблеми со кои што се соочуваме ние се проблеми на нашите соседи. И затоа заедно мораме да бидеме погласни за да може да најдеме соодветни решенија за едно одржливо земјоделско производство. Затоа што секоја струка е важна, меѓутоа на крајот на денот со сигурност сите си посакуваме да имаме добро здравје и се разбира добра храна и здрава храна за да може да ја конзумираме. Сето тоа значи го имаме за сето ова советување, значи имаме голема поддршка и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се разбира од општина Штип, кои што всушност го препознаваат она што ние го работиме, ја препознаваат науката и како треба таа да делува за да имаме подобро земјоделско производство. И уште еднаш би апелирала и би кажала, значи младите се оние кои што се нашата иднина, за да имаме светла иднина, потребно е сите заедно, вклучувајќи ги и младите, да се вклучиме во земјоделската пракса, се со цел да имаме подобро производство. Посакувам успешна конференција, посакувам и уште еднаш би напоменала само дека оваа година имаме повеќе од 30 учесници кои што се од производниот сектор, кои што со штандови ја представуваат својата работа, така што да им дадеме особено внимание и на нив и ве замолувам да ги посетите и сите штандови и да видиме што е она што тие навистина практично го работат. Ние како факултет, како универзитет и како институција стоиме секогаш рамо до рамо со нашите производители, се со цел да имаат поголема поддршка од наша страна. Секогаш првата тема на која што дискутираме со нашиве колеги се студентиве. Кој е бројот на младите, каков е интересот на младите. Затоа велам, значи мораме појасно и погласно да дискутираме на оваа тема, затоа што пред се работи за производство кое што е доста динамично, една динамична област која што бара поддршка од младите. Тоа е од една страна, а од друга страна се разбира, значи сите оние проблеми што се соочуваме ние во однос на војната на Блискиот Исток, во однос да не навлегуваме значи во тие теми, меѓутоа сето тоа се рефлектира и кај нас во однос на цената на средствата за прихрана на растенијата, заштита на растенијата, сето тоа делува на економската стабилност на производителите. Така што тоа се генералните проблеми со кои што се соочуваат и за кои што ние дискутираме. И искрено се надевам дека дискусиите кои што ќе ги имаме внатре ќе допрат до пошироката јавност, дека нема да останат само во рамките на свечената сала на Земјоделскиот факултет. Сакам да потенцирам дека за Министерството е многу важно, за владата, спојот помеѓу науката и реалниот сектор, помеѓу земјоделците, затоа што секоја стратегија, секој документ кој што се носи од страна на Министерството мора да биде подкрепено со научни влијанија, односно укажување, затоа што само на тој начин можеме да креираме политики. Спомена, се бориме со моментални предизвици, со идни предизвици во земјоделскиот сектор, затоа сметам дека и оваа поддршка, односно ова мој учество на оваа денешна конференција е само уште еден показател дека Министерството навистина има соработка со сите научни институции од областа на земјоделството, затоа што повторувам, тоа е навистина многу важно. А воедно на денешна конференција сакам да упатам една порака до младите дека тие се идните лидери во земјоделскиот сектор, идните носители можеби на јавни институции, во делот на сите оние сектори кои што го вклучуваат во делот на производство на квалитетна и безбедна храна. Еден од можеби поважните предизвици е да внесеме нова енергија, млада сила во земјоделскиот сектор. На тој начин внесуваме луѓе кои што имаат да речеме поинаков пристап во делот на земјоделството во поглед на модернизација и така натака. Меѓутоа она што значи мотив во
за влез во земјоделскиот сектор. Јас би го поделил сегментот во два дела. Првиот дел е ние им помагаме како влада, како министерство во делот да имат приоритет при секакво кофинансирање, распредел на земјоделско земјиште, да имат предност во добивањето на овие услови кои што ги дава министерството. Вториот сегмент на кој што изминативи речиси 2 години сериозно се работеше во делот на рентабилноста во земјоделскиот сектор. Сметам дека тоа е клучот за да се мотивираат младите луѓе да влезат во овој процес, бидејќи на тој начин ќе сватат дека земјоделството не е некаква социјална гранка, него напротив е една благородна гранка која што произведува храна за домашни и нормално за извоз од нашите граници.